hear the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Bars on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never... Доне наш мадафакър вчера Доналд Трамп. Доне трампевски подедо од куратица. Говорам вчера инаугурационен. Наводно надвор не можело да биде на крај на Капитол Хил, пошто многу ладно било, па внатре беше вама. Малце чудно тоа, ама ако се зема предвид Трамп колку е овака ексцентричен, може и имале некои дојави дека може нешто да се деси на отворено, па затоа узатворено. Како и да се деси. Кажа неколку клучни работи во говорот, но беше одличен, малце патетичен, малце пун со ова доза на патриотизам, но генерално кажа 4-5 многу битни работи. Првата работа дека од денес умре веќе, вика, моќта на државата да прогонува, вика, политички противници, а при тоа да користи алатки од типот на нивна дифамација, намерна, или да користи под наводници, нели, слобода на говор, тоест она што е факт-чекингот или вистиномерите, тоест да се банира моќта на државата преку такви алатки за цензура, да ги прогонува политичките неистомисленици и оние кои што ја кажуваат вистината. Од број 2, им прогласи војна на наркокартелите, така што рече дека сите овие организации кои што на америчко тло прават криминал или на било кој начин се здружуваат за да му направат штета на американскиот народ, држава, на американските интереси, дека ќе бидат третирани како терористички организации. Друго е прашањето колку може да се сузбие тие мрежи за дистрибуција на дрога, колку може да се сузбие, затоа што знаеме често пати самата држава е мешана во тие бизниси, на тој начин и се снабдува со црни пари, за црни операции, за ова, за она, за што и да е. Но да видиме тоа дека ќе ги спречи на некој начин овие што влагаат илегално на територија, дека ќе прогласи воена состојба, вонредна состојба по право некој подрачја, е малце чудно, но не е и неостварливо. Следната работа што ја кажа, што е битна, што треба да се однесува и на нас, затоа што кога збори американскиот председател, во случајов Трамп, се она што го кажува од западниот свет, од оние земји кои што се под влијание на, тоест на некој начин под капата на Соединетите држави, треба да се осватат, како ти кажувам, Кирко сети се снаа. Една од тие битни работи што ги кажа е дека од денес па натака престанува трансродовото лудило, она на што бевме изложени со години, она шизофренија, оние лудаци кои што не убедуваат дека има повеќе од два рода, машки и женски. Трамп тоа децидно го кажа дека од денес, барем во Америка, ние треба исто така да се однесуваме по принципот, ти кажувам, Кирко сети се снаа, дека од денес во Америка ќе бидат признаени само два рода, машки и женски. Мислам исто како и полови. Со ова се стави крај на повеќе од 10 годишната така да кажам пресија, тортура на неолибералистите,
во конкретниот случај на оние кои што го застапува во наводници демократската идеологија во Америка, а кога им падна веќе тој наратив од денес за постоење на 78 рода на такви LGBT идиотштини, тоа значи дека на некој начин уствари добро е да му дојде крај на сето ова од целиот оној западен свет, тој секаде онаму каде што таа идеологија фати корен со помош на многу милиони долари од разни невладини организации, од разни анонимни луѓе кои што даваа пари, кои што никад не се дознаваше кој се, што се, а кои што и кај нас во Македонија во разни невладини организации донираа средства, нормално како лица со непознат идентитет. Мислам, тие не беа објавувани нивните имија кои приватно од свој джеб ги финансирани. Драго ми е што тука на удар се најдоа и овие факт-чекериве, ги гледам сега нешто цвикаат, дека и Мета им откажала љубов, оние од кои што беа евалуирани, финансирани на некој начин, им ја откажала љубовта, им рекла дека повеќе не се потребни, па сега гледам и кај нас плачат. Демек они не цензурирале, они само се грижеле за ранливите категории. Тука пак доаѓа прашањето, извинете, кои ранливи категории? Кога многу добро знаеме дека они се мешаа во политика, мене лично ми имаат ај така да кажам замаглено, тргнато постови кои што имале политичка конотација. И кај некој од вас, сигурно дека им се случило тоа, сме биле сведоци. А да тргнам на страна фактот дека често пати знаеа да ми замаглат одредена објава, доколку и се заебавам нешто неа. Например, они со нивната смисла за хумор, ме санкционирале, тоест ме исправаат, ме поправаат, без разлика што и нивните информации што ги имаат не се точни. Ја што сум се заебал, ама нивните информации што имаат не се точни, тоест често пати беа политички обоени и се земаа страна, се знаат чива страна заземаа, кога владееше СДС и кога сакаа да ни ги прокнат сите оние лудила, почнувајќи го оној договор со Бугарија. Секој од нас кој што коментираше во одбрана на македонскиот идентитет против бугарите беше на некој начин под нивното будно око на овие факт-чекери, така да ги наречам, тоест цензори. Секој оној кој што коментираше и потоа, како да ви кажам, на комисија, како се викаше за борба против дискриминација и т.н. како ли се викаше. Тамо беа све луѓе про СДСМовски, кои што не бираа начин и средства како да го сузбијат секоја слобода на говор што се однесуваше во одбрана на македонскиот идентитет. Или пак, која што се обидуваше да наметне некој глас на разум, што се однесуваше до оние трансродови идеологии кои што тука со многу пари се обидуваат да ги импрегнираат, да фатат корен во образовниот систем и каде уште не. Така што нашава држава нормално го слушала говорот на Трамп многу внимателно и само ништо не треба повеќе да направи, туку да го свати само како ветер во грб, да доразчисти со сите овие сиви структури во државата, да расчисти со сите тие
идиотски наративи и идеологии со кои што се обидуваше да се затуре, со кои што неолибералите и овие што се така наречени социјалдемократи се обидуваат да ја затрујат, да ги затрујат луѓето, особено младите. Останатите делови од говорот на Трамп се навистина тешки за коментар. Нешто искоментирав вчера. Да кажеме, рече у еден момент дека неговата војска, тоест американската војска, ќе покаже колку е јака, така што нема да отвори никаде ново воено жариште и затоа доби голем аплауз. А од друга страна пак малце збунувачки им пораша на овие на панамциве дека ќе им го земе каналот, тоест каналот го управуваат кинезите, се можете да замислите. Вика, ние најмногу сме дале пари, вика, за тој канал. Ние, вика, додека се градел тој канал, сме изгубиле преку 30,000 луѓе работници кои работеле таму, кои, значи, ги загубиле животите. Но вика, ние им го дадовме на панамците, не им го дадовме на кинезите. Зашо е управо, морам да кажам, али па се ај, како иди оди земи им го на кинезите. Меланија, душа, мора да поработиш малце оти, ај ова со Гренланд, па некако може да се направи Гренланд да стане амерички, мада данциве многу нема да мрчат они. Они не знаат да мрчат, ја не сум чул некој данец у политичка смисла негде да одлепи, да се да се покаже, да појави глава у било кој контекст. Ај Гренланд може тамо некој да се направи некој, како се вика тоа, референдум, као што на Крим Путин направи, на ист принцип. Демек, сакате ли да биде со Америка? Ако кажат сакаме, овие само Трамп им прати телеграм на данциве Гренланд е наш, кој вееве, и тоа е тоа. Иначе тоа е огромна територија, Гренланд како 80 Македонии, со само 56,000 жители, мислам, можете да замислите. Колку е тоа огромно пространство на толку малку жители. Не случајно американците го бараат, кој знае што има тама, но тешко за зимење. Ова за Канада би реков дека е малце канаѓаниве да се потпиша дека се американци, малце потешко. И така, тие работи нема да ги коментирам, но оно што е битното дека амбициозно тргна, ќе го почне мандатот. Најверојатно уште денеска во Америка ќе има разни рации, по домови, по она каде што живеат, нели, доселеници кои што се занимаваат со криминал, кои што имаат криминални досија. Најверојатно тоа све ќе биде собрано во камиони, прво во приватни центри некои, па во соодветни возила, и сето тоа ќе биде депортирано од земјите од каде што дошло. Тоа е она што може да се очекува. За останатово реков дека тоа нема да го коментирам, мене ми е малце преамбициозно, со оглед на тоа дека сите овие работи Трамп што ги наброја, тие не ги ни кажав за дека Америка повторно ќе направи супер богата, дека ќе наплаќа големи даноци за увоз на странска роба во Америка, дека планира да им ги собере парите на сите кои што до сега живееле од фактички од джебот на американските даночни обврзници, тоест од американците. Им порача дека ова ќе ги укине ова електричниве возила или не знам тамо ќе го намали нивниот прометна сметка на автоиндустријата. Им даде зелено
светло, тоа е ветер во грб на автомобилската индустрија да почне да произведува. Значи, ќе ги крене и сите оние кои што се во бизнисот, така што има некоја идеја Америка да направи повторно супер богата, но ќе видиме за тоа и за тоа ќе видиме колку ќе има време, но навистина ова што го најави зборува за дека светот дополнително ќе се менува и сега многу е важно ние во таа игра каде ќе се позиционираме, каде ќе се најдеме. Повеќе од потребно е нашиве да го спостават добри врски со новата администрација. Ако веќе сме се фатиле во орото, да го играме со нив, тогаш барем да извлечеме максимална можна добивка од тоа што сме влегле во тој табор. Се надевам дека ќе бидеме паметни и дека овие работи ќе искористиме десно ориентираната традиционална администрација на Трамп, дека ќе искористиме нивната, како да кажам, во добра волја, оно што тие ќе го прават на америчкото тло, ние малце да го пресликаме овде на нашава. Со некои работи нема никогаш да се сменат, нема никогаш да бидат совладани, затоа што се стари како и најстариот занает на светот, или барем слично толку. Мислам на ова наркокартеливе, дрогава и така натаму, но добро е нашиве почнаа да ловат, почнаа да разбиваат одредени наркокартели. Значи, горе-доле се на линија на кораката што е испрати Трамп, да се сузбие илегалната трговија со дрога е практички невозможно, затоа што често пати државата има корист од тие работи, но може барем да се смени фокусот на моќта, тоест да се сменат екипите кои што го играат тоа и да се, ако веќе има државата корист од тоа, одредени незини овие сегменти, тогаш барем да се тргнат оние кои што прават огромна штета на самата држава и на некој малце поинаков начин. Не само со тоа што го прават. Колку успеавте да ме сватите со ова последново не е битно, но јас не би должал толку. Утре е четвртата представа на Адамс Фемили. Колку што сега идам на проба, еднаш да ја пробаме, колку да се подсетиме шо како, што сакам да ви кажам, колку што знам, останати се уште многу малце карти за последниот ред или така, све е пак распродадено. Пробајте, ако има нешто останато, купете си карта, ако не знам кога е пак месецот представа или треба да видам. Како и да, имајте убав ден и се гледаме.